Скопје денеска во фокусот на вниманието не само на европската, туку и на целокупната светска фудбалска јавност. Главниот град на Република Македонија ја има привилегијата да угости два од трите најславни и најбогати светски фудбалски клубови – Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед, кои ќе се борат за трофејот на УЕФА Суперкупот 2017. Двете екипи пристигнаа вчера на аеродромот Александар Велики, од каде под строги безбедносни мерки беа превезени до хотелите во кои престојуваат Реал Мадрид во Александар Палас, а Манчестер Юнајтед во ТЦЦ Гранд Плаза. Македонските фанови ги пречекаа со овации и извици и покрај најавите од шпанските медиуми дека во Скопје нема да допатува Кристијано Роналдо, тој сепак е дел од кралскиот тим. Роналдо почна со тренинзи пред 3 дена, но не сакаше да го пропушти вечерашниот надпревар против својата поранешна екипа. Дека е подготвен потврди и тренерот на Реал Зинедин Зидан, кој сепак до почетокот на мечот ќе размисли дали португалецот ќе игра од самиот старт. Двете екипи вчера имаа можност да се запознаат со теренот на арената Филип II, каде одржаа и тренинг, а претходно и средба со новинарите на кои тренерите Жозе Моринјо и Зинедин Зидан не криеа дека во Скопје се дојдени да го освојат трофеот на Суперкупот. Во Скопје поставена е така наречена неутрална фан зона на плоштадот Македонија, која е отворена од вчера и очекува илјадници обожувачи на фудбалот. Најголемо внимание привлекоа трите трофеи на УЕФА, Лигата на шампионите, Лига Европа и Суперкупот, односно можноста посетителите да се сликаат крај нив. Во Скопје вчера како промотори на Суперкупот пристигна и Емилио Буртенаго, директорот на Реал Мадрид, како и Луис Саха, поранешниот фудбалер на Манчестер Юнајтед, кој сега е дел од клубските структури. Најавија дека Суперкупот ќе биде вистински празник, а двата клуба посакуваат да го освојат трофејот. На покана на Европската фудбалска федерација, председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев синоќа присуствуваше на свеченоста за високите гости по повод одржувањето на фудбалскиот спектакл финалето на Суперкупот на УЕФА, како што соопшти владината прес-служба. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев изрази уверување дека се создадени сите услови за овој врвен спортски настан да се одржи во најдобра атмосфера и дека Република Македонија како домаќин ќе ги оправда довербата и очекувањата и дека го заслужуваат вниманието на светот кое е свртено кон спортското одмерување на сили на фудбалските звезди од Манчестер Юнајтед и Реал Мадрид, стои во соопштението. Председателот на УЕФА Александар Чеферин, како што се посочува, му се заблагодари на премиерот Заев и на владата на Република Македонија за комплетната поддршка во организацијата на финалето на Суперкупот. Дуелот меѓу актуелните победници во Лигата на шампионите Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед како освојувач на Лига Европа ќе почне од 20 часот и 45 минути, а од ФФМ апелираат да се почитуваат сите препораки за предстојниот фудбалски спектакл, кој се очекува да го следат над 500 милиони луѓе.